Лука, непријателот е на видик. 18 степени со 4 степени поделено со растојанието до крајот на дворот помножено со π плюс фактор 8. Целата си мокра, ела. Преминувам во контранапад. О, да! Вау! Нема каде да се скриеш, Лука. Покривај ме, Гиз, ќе ја отсечам муницијата. Да! Ау! Ха-ха-ха! Гиз, подготви се за целосен напад. Лука, изгледа се расипа леден од моите системи. Без гајле, Гиз, само да средам нешто овде. О, не, Гиз! Матичната плоча не смее да му се намокри. Види го, сосема е полуден. Спорта си од свет, за сите времиња. Божиот почиве. Супер книга. Осана, супер книга спорот. Осана, супер книга спорот. Здраво, Ела! Здраво, Ела! Здраво, Ела! Фала му на Бога, добро е. Подобро да го внесеш внатри татко ти да му направи комплетна поправка. Ајде, Гиз. Јас живеам со Ела, незиниот дом, мој дом. Не, Гиз, нава му е дома. Помош! Лука сака да ме украде! Јас не сум твој робот, јас сум робот на Ела! Сосема му го расипа меморискиот сектор, ела. Мисли дека е твој. Лука, навистина ми е жал, не беше намерно воопшто. Те молам, прости ми. Никогаш нема да ти го простам ова, ела. Супер книга! Сега ќе ве отведам да запознаете двајца браќа близнаци за кои простувањето изгледа невозможно. Супер. Кој знае каде сме сега? А Гизмо е расипан. Ти си крива за се, ела. Ќе бидеме во сериозни проблеми ако нешто се случи. Јас? Јас не го направив ова. Супер книгата не доведе овде. Каде сме, Гиз? Ако може воопшто да ни каже. Не можам да ти кажам тебе. Но можам да ја кажам на Ела. Моите геосензори покажуваат дека сме во пустината Негев на југот на Израел. Тоа е на Блискиот исток за оние што не знаат географија. Времето е пред околу 3800 години. И сега мојот телескоп ќе... Ни се приближуваат две момчиња со брзање. Работа на случајот! Те имам! Држи се! Брзо! Пази ваму! Еве го! Те имам! Те имам! Кои се овие? Каде ли брзаат толку многу? И што е поважно, зошто се враќаат назад толку брзо? Измамнику! Дргни ми се од патот, Исав! Победив, Јаков! Виде ли што направи сега, Исав? Се обиде да ме измамиш. Само ти ме истурка со лактот. Мислам дека ти победи. Јаков беше? Погрешно, Лука. Исав победи. Видев дека неговата рака прва го допре каменот. Не слушај ништо што таа ти зборува. Јас не слушам женски. Ха, но ја слушаш, мама. Ти си само нежен мамин син без влакна. Повлечи го тоа што го рече. Зошто? Тоа е Ти вистина. реков, повлечи го тоа што го рече. Исаве, синко мој, еве тебе те прогласувам за победник.
Иако се родени еден по друг, сепак Јаков е прв. И Јаков е прекрасен син. Исав има право како првороден. Што е тоа право на првородениот? Како може да не знае што е право на првороден? О, ела, чекај ме! Првородениот син наследува двојно повеќе од сите други и владее со семејството. Разбирам. Тој има повеќе авторитет врз тебе, исто како што Ела има повеќе авторитет врз мене од Лука. А нашето семејство е благословено. Господ му се обрати на татко ми Аврам пред многу години и му рече да погледнеме кон небото. Тато сме ја чуле приказната многу пати. Господ му рече на Аврам: погледни на небото и изброј ги звездите ако можеш. Толкаво ќе биде потомството твое. Вау, тоа е едно големо семејство. А се што рече Господ ќе се оствари преку тебе како првороден Исаве. Твоите пријатели достанат со нас на вечера. Оди, улови нешто убаво за јадење. И јас можам да ловам, тато. Знам, Јаков, ама коленото ти е повредено. Плюс тоа ти си кроток. Ти повеќе би сакал да седиш, а и подобар си во други работи. А сега оди во лов, Исаве, пред да не стигне невремето. Да, татко. Јас одам со Исав. Јас одам со Ела. Добро, оди. Но, мамо, изгледа тато повеќе го сака Исав. Те сака, Јакове, само што не разбира дека Господ те предпочита тебе. Ти си избраниот, избран еден ден да водиш голем народ. Ама Исав е прв роден. Тој не треба да биде водач? Господ сака Јаков да го има правото на првородството, а времето се наближува. Пред многу години, кога бев трудна со Јаков и Исав, двајцата се бореа внатре во мене. Се удира и се турка. Толку се загрижев што се молев Господ да ми каже зошто е тоа така. Господе, ако е се во ред, зошто чувствувам борба во мене? Во твојата утроба има два народа. Тие ќе излезат од тебе. Од почетокот двата народа ќе бидат ривали. Едниот народ ќе биде посилен од другиот и поголемиот ќе му служи на помалиот. Јаков, ти си помладиот за кој Господ зборуваше. Еден ден Исав тебе ќе ти служи. Мудро што дојдовте со мене. Ќе ги видите тајните на ловењето. О, имаме уште нежни. Требаше да одиш со Јаков. А да се вратиме назад, а? Добра идеја. И онака умирам од глад. А и ништо од ловот. Татко ќе биде многу разочаран. Ова е одлично, Јаков. Зошто да бидеш ловец кога знаеш да готвиш? Да можев денес да одам на лов, сигурно ќе му се докажев на татко ми. Застани! Чекај, ние сме. О, и ти си ми бил некаков ловец, Јаков. Не разликува животно со 2 и со 4 нозе.
Прегладнет сум. Дај ми од црвеното вариво. Од ова вариво? Ако сакаш да јадеш од ова, отстапи ми го првородството. Јас ќе умрам од глад. Ајде, дај ми од варивото. Дај ми го твоето наследство, брате, продај ми го твоето право на првородство за оваа чинија со вариво. Дај го ваму. Што прави тој? Дај ми го твоето наследство, продај ми го твоето право на првороден син. И онака сум на умирање. Зошто ми е првородството? Прво треба да се заколнеш, сега и тука. Првородство. Се колнам, можеш да го имаш првородството. Ајде сега, дај ми го варивото. Ти благодарам, драги брате. Тоа е супер книгата, ајде. Јас не одам со тебе. Јас сум робот на Ела. Не сега, Гиз. Ова што сега вие го видовте е само почеток на еден голем раздор меѓу овие двајца браќа. Каде сме сега? Моите геосензори велат дека сме во некое место кое се вика Харан. Ама поминато е доста време. Се уште Да не видам ти што вели. верувам. Мајка ми рече заради моја безбедност да дојдам тука додека не поминат неколку години. Дали е тоа Јаков? А јас не сум зел ништо од твоето семејство што не ми беше дадено Да, мене. ако тој се сети на нас, ќе има повеќе прашања отколку што ние имаме одговори. Мора да се маскираме. Јас ќе те штитам, ела? Еве, стави ги овие. Гизмо, ги најдов овие. Момци, бидете потивки. Вие, синот на Лаван ви рече да ме шпионирате? Не мислевме да прислушкуваме. Ние сме безопасни, навистина. Па, немојте само да стоите. Средете го овој неред. Вау, тоа е злобно однесување. Јас знам како да го расположиме. Облечете ги овие. Ова прекрасно мириса. Вариво. Исто како што му правеше мајка му кога беше дете. Мислевме дека си гладен. Не ми се јаде во моментов. И сакам да ви се извинам што бев толку непријатен со вас. Што не е во ред, Јаков? Вчера вечер Господ ми дојде на сон. Рече, Јаков, врати се во земјата на таткото свој и во родот свој и јас ќе те благословам. Се надевам дека брат ми Исав не е се уште луд за тоа што му го направив пред многу години. Би можел да го замолиш да ти прости? Мислам, без разлика што некој сторил, ако тој навистина се покае, треба да му се прости, нели? На вистина не знам. Пред многу години го измамив татко ми да ми го даде благословот што му припаѓаше нему. Дали е воопшто можно да се прости такво нешто? Исак рече дека ќе го благослови Исав. Ама мора да одиш кај него и ти да го добиеш тој благослов. И така и ќе биде, ако ме послушаш мене. Мојот брат Исав има брада, а јас немам брада. А ако мојот татко ме допре, јас само ќе излезам измамник во неговите очи, па ќе навлечам врз себе проклетство, а не благослов. Проклетството нека падне врз мене. И така го направив она што мајка ми го бараше од мене. Кој од моите синови си ти? Јас сум Исав, твојот првороденец. Направив како што ми рече.
Сега те молам стани и јади од мојот лов, за да можеш да ме благословиш. Доближи се, сине мој, за да можам да те допрам, да видам дали си навистина мојот син. Гласот е на Јаков, но рацете си Исафови. Те молам, доближи се до мене и бакни ме, синко мој. Навистина мирисот на синот мој е како мирисот на полето. Тоа Господ го благослови. И така, татко ми мене ми го даде својот благослов. Благословот што му припаѓаше на Исав како негов првороденец. Што стори Исав кога разбра? Рече дека никогаш нема да ми прости и дека сака да ме убие. Вау! Дури не јас не сум толку луд. И затоа татко ми и мајка ми ме испратија тука кај војко ми Лаван, додека не му се смири бесот на Исав. Се приближува времето да се соочам со минатото. Кога ќе се сретнеме, ќе му понудам подароци во знак на помирување, за конечно да може да ми прости. Направија ли слугите онака како што им кажав, ги однесоа ли подароците ке брат ми? Господару, твојот брат чека со повеќе од 400 мажи. Се плашев дека се уште е луд. Момци, дојдете ваму. Го слушате ли ова? Звучи како да е борба. Веројатно Исав, за да се пресмета со Јаков. Доаѓа од онаму. Кои се тие? Пушти ме. Зашто се зазори? Нема да те пуштам, додека не ме благословиш. Како ти е името? Јаков. Од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел. Зашто се бореше со Бога и со луѓето и ги победи. Ела, тоа е Господ. Јаков се бореше со Господа. Јаков, што се случи таму? Ќе го наречам ова место Пениел, зашто го видов Бога лице в лице и останав жив. Се борев со Бога, подготвен сум да се сретнам со Исав. Утриот Јаков нема никакви шанси. Понекогаш барањето прошка е најтешкото нешто од се. Се надевам дека Јаков знае што прави. Може би наместо да бара прошка, Јаков треба да собере еднакво голема војска како на Исав. Не можам да гледам. Добро, малку ќе зирнам. Не, порано не.
Јаков, брате мој, Што се случува? Јаков се поклонува? Да, 7 пати. Со тој обичај покажува знак на длабока почит кон брат му. Јупи! Браво! Ела, Да? ако Исав му прости на брат му после се, мислам дека можам и тебе да ти простам за тоа со гизмо. На вистина, Лука? На вистина, ти простувам. И ти мене простоми зашто бев толку, па не знам, толку злобен кон тебе. Не е како никогаш да не сум сгрешил. Простено? Простено. брате, многу ми е мило што се врати. Супер идеја да ги употребиме овие соларни фенови за убаво да го исушиме гизмо. А сега да го испробаме. Важи. Се гледаме подоцна гизмо, морам да одам дома. Воретела, до гледање. Хајде, Лука, кој е последен, тој е магаре. Уху! Супер! Супер! Мило ми е што работите овде се повторно нормални. И мене. И нема веќе пурби со вода. Здраво, куче. Здраво, куче. Не, Здраво, гизмо, куче, тоа не е господар. твој господар. Гизмо, Чекај ме, врати се. чекај. Застани, Чекај, чекај. куче. Што правиш?